Правдата конечно е задоволена. Вака премиерот Мицкоски ја прокоментира судската одлука со која партиското седиште на ВМРО-ДПМН, познато како Белата палата, нема да биде конфискувано и останува во сопственост на партијата. Сепак, кога станува збор за ослободителната пресуда за неговиот претходник Никола Груевски, Мицковски ја префрли политичката одговорност кај претходната власт. Според премиерот, ваквиот епилог е директна последица на политичките калкулации на СДСМ и ДУИ, со кои се донесува измените на кривичниот законник. За другиот дел од пресудата и лицето кое што е опфатено со другиот дел од пресудата, од она што може да го прочитам од одговорот на Кривичниот совет при Основниот суд, можам да заклучам дека станува збор за последица од законските измени во Кривичниот законник донесени од претходната влада на СДСМ и ДУИ, и како резултат на тие законски измени ние кажавме во минатото, многу политички амнестии имаше, но многу политички амнестии и ќе следат. За жал, еднаш кога ќе направите грешка, таа грешка потоа станува правило и ве следи. Но според опозицијската СДСМ, токму контролата на премиерот врз судството и обвинителството го спасиле екс-премиерот Груевски од одговорност за предметот Талир 2 и со одмрз на имотот на ВМРО-ДПМН. Сега на сите граѓани им е јасно зошто ја тргна Ленче Ристовска, зошто и беа одземени овластувања, зошто таргет беа суди и обвинители, сите поврзани со предметите Талир 1 и Талир 2. На сите им е јасно зошто беше поставена обвинителка од тефтерчето на Сашо Мијалков, зошто се менуваат и назначуваат суди блиски до Мицкоски. Случајот Талир 2 се однесуваше на изградбата на партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Според обвинението, тогашниот претседател на партијата Никола Груевски и генералниот секретар Кирил Божиновски направиле незаконски договор со градежната фирма Бетон Скопје. Фирмата изградила луксузната зграда целосно на свој трошок, иако тоа било економски неоправдано за неа. За возврат, Бетон наводно добивал милионски државни тендери. Во првата пресуда во 2022 година Груевски беше осуден на 6 години затвор, а Божиновски доби условна казна, судот нареди зградата да се конфискува. Сепак апелација укина првостепената пресуда, а по измените на кривичниот законник, делото за Божиновски целосно застаре, а на повтореното судење, судот донесе ослободителна пресуда за Груевски, со што Белата палата останува во сопственост на партијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија.